Октетот Прилеп годинава одбележува 31 година постоење, 31 година зачувување на македонската староградска музика и забавните шлагери од македонската ризница, 31 година културен бренд и културен амбасадор на Прилеп. Составен е во далечната 1994 година, а иницијатори за негово создавање се Слободан Костовски Пеакот и Кирил Талески. Прво работеле со името Пријатели, значи Октет Пријатели, а покасно го менуваат името во Октет Прилеп. Значи ентузијасти, љубимци на убавата народна, староградска песна пред се. И така, се ентузијасти се сите, значи љубители на таа музика и ден денеска успеавме да го одржиме Октетот да функционира со големи маки и откажувања, ама сепак постоиме се до денес. Октетот го одржа својот традиционален годишен концерт. Истиот функционира под капата на Центарот за култура Марко Цепенков. После долго време добил и поддршка годинава и од Министерството за култура и општината за да може и да се реализира овој концерт. Подолг период немаат издадено носач на звук. Во понов состав Октетот нема извадено носачи на звук, да речам CD или не знам касета. Порано извадиле, имале тие снимено, мислам дека 3 или 4 CD-ња, така, со преработка на стари песни, а исто така и нови компонирани песни, специјално за Октетот. Значи, и текст и музика, компонирани песни за Октетот. Учесници со тие песни биле и на фестивалите Серенада Фест во Битола, во Кавадраци фестивал, како и ден денеска ние сме учесници на бројни фестивали во Републикава, почнувајќи од подкулите на Струмица, во Струмица, значи секоја година традиционално се одржува, потоа Петровденски веселби во Валандово, па Илинденски денови во Битола, исто сме биле учесници, Саној 7 во Радовиш, многу убава манифестација, во Штип исто фестивал Свети Никола, Охридски трувадури во Охрид. Значи, редовни сме учесници на тие фестивали и со успех настапуваме. Досега ни составот на Октетот за овие 3 децении. Поминале 20 на мина, но вела дека денес тешко дека некој од младите сака да биде член на Октетот и да ги пее староградските песни. А за жал, од младата популација нема некој посебен интерес за да се зашленат во Октетот и да продолжи неговото постоење. Нема некој интерес така. Тоа е за жал така. Сме пуштиле и реклама за аудиција и информации секаде. Значи сме давале дека има Октетот интерес да зачленува нови членови, ама за жал, пак ќе речем, нема интерес од младата популација. Надежта никош не престанува, докасе и овие концерти што ги правите и целиот ваш ентузијазам, дали видни може би подготвиле некаков носач на звук? Секако во план ние, само сепак треба да имаме доволно средства за да го
сториме нештото, да снимиме. Значи, сепак чини средства. Се надеваме дека во најскоро време ќе го имаме и тоа. Публиката вистински уживаше во концертот, кој што голем дел од нив ги врати во младоста, ги потсети на првите љубови, на забавите и дружбите низ прилепските мејани и серенадите по сокаците.